Македонија го избира најтешкиот, но и најдостоинствен пат во својата историја и на патот кон иднината сврзана со членството во Европската Унија. Истекна денеска премиерот Христијан Мицкоски на самитот Македонија 2025. Тешко е, не е лесно, но мора да издржите. Во името на генерациите од минатото и во името на генерациите кои што следат, и јас немам друг избор во моментот, освен да издржам, но не да бидеме тврдоглави. Тоа не е добро. Не да бидеме тврдоглави, да работиме, да си го испорачуваме. Акцијски план за малцинства испорачан. Реформска агенда први во испорак. Мора квалитет да покажете. Тогаш и најголемите ќе признаат и ќе симнат капа и ќе речат овие го заслужуваат местото. Дај да не се глупираме со имиња, презимиња и сите други устави, мустави. Во однос на динамиката на економскиот раст, Мицкоски изнесе податоци во врска со поростот на бруто домашниот производ. Ние имаме 6 квартали поред како влада со 3,5%. Над 3,5% реален раст поради дефлаторот, инаку номиналниот е над 7,5%. Оваа година според Меѓународниот монетарен фонд ние ќе дојдеме од прилика до бруто домашен производ номинален околу 22 милиарди долари. И ако се направи разлика помеѓу тоа што оваа година ќе го завршиме и она што го почнавме во 25-та, иако 24-та беше, еве да речам, споделена година, 3 пати повеќе е зголемен номиналниот бруто домашен производ за 2 години, отколку да речеме споредено во периодот 2018-2023 за 6 години. Актуелните мерки за неутрализирање на последиците од енергетската криза даваат резултат, оценува премиерот. До овој момент можам да кажам дека не само што не ги почувствувавме, туку напротив ги надмина и нашите очекувања во услови на криза. Тоа значи зголемена потрошувачка на бензините и дизел горивата, со што имаме поголем инфлоу во самиот буџет и на тој начин успеваме да ги менаџираме овие предизвици. Имаме убедливо најниски цени на горивата во регионот. На денешното обраќање Мицкоски се осврна и на други теми, како што се странските инвестиции, патната инфраструктура, човечкиот потенцијал и можностите за интегрирање во европските и светски бизнис интереси.